Речиси цела интелектуална и политичка јавност е против францускиот предлог и сметаат дека владата треба веднаш да го отфрли. Понизата критики од експертите, дури и председателот Стево Пендаровски има забелешки за дел од решението од Париз. Тој прво го советуваше Ковачевски воопшто да не оди во Брисел, а потоа критикуваше дека предлогот не смее да предвидува чепкање во историјата како услов за прогрес кон Европската Унија. Посебно не ревизија на македонската историја, а не се согласува и со најклучниот проблем – билатералните прашања да влезат во преговарачката рамка. Јасна е намерата. Сакаат да се вратат на нивната стара теза која е срамна и која е невтемелена на ниво науката, ниво фактите од историјата, дека овдека е под 45-та направена системска дебулгаризација и ако паметите од највисоко политичко ниво имаше такви небулози изречени дека над 50.000 луѓе биле интернирани, затворени и не знам колку десетици илјади убиени. Барањето бугарите да влезат во уставот како државотворен народ и тоа во нормативниот дел за Пендаровски е неосновано. Македонија претходно предложи отворање на уставот дури откако ќе започнат преговорите со Европската Унија, но тоа беше неприфатливо за Бугарија. Тоа не помина во суд. Зошто во Македонија поминува? Па затоа што нешто морате да дадете ако имате македонски јазик, што би рекле бетониран или гарантиран. Тие би сакале бугарите да не бидат спомнати само во преамбулата, туку во целиот така наречен нормативен дел на уставот. Тоа не е возможно. Зашто? Затоа што во преамбулата се кажува како е настаната оваа држава и од што се состои. Инаку во нормативниот дел ние албанците ги нема. Ги има со на, ја би рекол, срамна формулација 20% кои се. Меѓутоа со име и со презиме никој друг не е споменат. Ако бугарите бидат внесени во уставот како народ кој имал заложби за самостојна и суверена држава, со ова бугарската улога би била ослободителна, а не фашистичка. Токму ова е еден од проблемите кои ги гледа интелектуалната фела во францускиот предлог. Експертите стравуваат од уште многу нови понижувања и предавства. Директорката на Институтот за комуникациски студии Жанета Трајковска предупреди дека Македонија ќе го заборави фашистичкото минато на бугарската држава, а идните генерации ќе учат дека македонците постојат само од 1945 година. Според историчарот Митко Панов пак дефинитивно се заканува ревизија на македонската национална историја, со што ќе се бугаризира македонскиот народ.